ВМРО ДПМН вели дека веќе преговара за составување нова влада. Опозицијската партија, чие раководство го овласти лидерот Мицкоски да се обиде да формира парламентарно мнозинство, не открива со кој од партиите разговара и до каде е процесот. ВМРО ДПМН смета дека има легитимитет да формира влада и покрај фактот дека освои 2 пратеника помалку од владеачките социјалдемократи. Не би откривал детали. Ние од самиот почеток сме во фаза на преговори. Преговорите се во тек, немаме ништо конкретно што би соопштиле за јавност. Па не би навлегувал во детали, ви кажувам дека имаме преговори, сите опции се на маса. Социјалдемократите пак веќе најавија дека Заев ќе биде мандатар. Министерот Димитров, кој беше носител на коалицијата предводен од СДСМ во првата изборна единица, на денешната средба со шефицата на наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР, Лаима Андрикиене, и порачал дека успешно спроведените избори даваат можност за формирање политичка влада во текот на летото, која ќе се посвети на продолжување на клучните реформски процеси во државата. Прашање е како ќе се одвиваат преговорите за идната влада, зашто Дуи, кој освои 15 пратеници, не отстапува од условот албанец за премиер. Али Ахмети веќе побара поддршка за оваа идеја и од останатите албански партии што влегува во парламентот. Албанците имаат право исто колку и македонците и се додека премиер може да биде македонец, зашто не би бил еден албанец, изјави лидерот на Дуи за косовска телевизија. Арбен Таравари, генералниот секретар на Алијанса за албанците, втората помоќ албанска партија со освоени 12 пратеници, изјави: "За Алијанса е многу тешко, да не речам невозможно да бидеме заедно со Дуи во една влада." Политичката равенка за новата влада ја усложнува Левица и незината изборна програма која се коси со речиси сите останати партии. Левица, која доби 2 пратеника, најави тужби до управниот суд за илјадниците приговори што Дики ги отфрли. Направени се сите возможни напори да во тој рок од 60 часа судот ги донесе одлуките. По завршувањето на сите изборни рокови се отвора патот за закажување на конститутивната седница на парламентот. Тоа според уставот треба да се случи најдоцна 20 дена по држаните избори или во овој случај до 4 август. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.